Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството и Агенцијата за финансиска поддршка во руралниот развој подрачна единица Кочани потпишаа договор со кој што се обврзуваат да извршуваат контрола на апликантите кои аплицирале по програмата ИПАРТ, кои што имаат потпишано договор за набавка на трактори или друга земјоделска механизација. Тоа се однесува на применување на минимум условите на добра земјоделска пракса. Значи, секој земјоделец кој што има потпишано договор по ИПАРТ програмата, треба да ги одржи, да ги исполни тие минимум услови на добра земјоделска пракса. Тоа се однесува на зачувување на почвата, на водите, на животната средина и на самите себе. Инаку, за поподробно што се однесува на тие точки, земјоделците можат да се информираат кај нас во агенцијата. Ние сме тука за да им ги објаснеме поподробно. А инаку контролата ќе биде вршена од наша страна во рок од некаде 3 до 4 месеци по добивањето на листата од Агенцијата за финансиска поддршка на сите земјоделци кои што имат аплицирано и добиено, потпишано договор. Значи, нашата улога ќе биде корективна и советодавна на сите оние точки каде што се однесува за зачувување на исполнување на добрата земјоделска пракса, земјоделците да бидат коригирани, предупредени и советувани, за да можат оние недостатоци кои што ќе се пронајдат да бидат отстранети во одреден период. Така што ние ќе извршиме 1 до 2 посети со наши укажувања, со пополнување на прашалници кои ќе содржат некаде околу 17 точки и земјоделецот ќе има доволно време да откриените недостатоци да ги санира и да ги отстрани, така што да биде подготвен за конечната ревизија која што ќе биде на крајот извршена од Агенцијата за финансиска поддршка. Тоа е всушност онаа последна контрола пред одобрување на договорот за набавка. Договорот ќе профункционира во најскоро време, очекувајќи го и следниот оглас за ИПАРТ, а од агенцијата истакнуваат дека се што ги интересира и што сакаат да прашаат земјоделците во однос на подготвеност, ќе може да прашаат во подрачната единица на Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството Кочани. Инаку, додава Захариев, и досега земјоделците имаат таква обврска за исполнување на минимум услови за добра земјоделска пракса, но од сега ќе биде посериозно во однос на контролирањето, бидејќи од исполнувањето на условите зависи и одобрувањето на проектот за кој што аплицирале земјоделците.